Уништена покутнина, поплавени возила, домови, државни институции и уништени улици. Ваква слика остави позади себе невремето што вчера го зафати Делчево. Денеска животот полека се враќа во нормала. Се санираат штетите. Со багери се расчистуваат наносите од песок и кал што ги донесе на дојдената вода. Противпожарните екипи од Делчево и околните градови, Македонска Каменица, Кавадарци, Пехчево, Берово, цела ноќ со помпи ја испумпуваа водата од поплавените домови и подруми. Делчевчани се уште се во шок од она што го преживеа јасношти. Ја бег до тука на двор, до тука у вода бег. Не можех да преку оградата сам виколила да доја тука да видам кај детето што има, што нема. Имаше што да видиме, значи това ништо се фрла. Ништо не остана. Ни од мебел, фрижидери, кујни, това се живо. Лошо, страшно беше. Тоа почнахме да плачеме. Дури ме омрзна и куќе и се више. Прв пат ли ме поплавува? Втор пат е тоа, лани и сега. Можат некои коли не може да се користат, пошто беа поплавени со напунени моторите со вода и се. Тие што беа повисоко тука и така. А оние што беа на улица беа скроз поплавени и не може да се возат. За сега поплавени се околу 50 на објекти. Најпогодени се населбите Пролет и Басарица. Според Делчевчани, не само дождот е виновен за хаваријата, туку и неисчистените шахти и каналите во кои се влева атмосферската вода. Од тамо се ни доди дош, мисла вода. И тоа не може да прибере андако и се на тука крај. И тоа беше страшно, како да ти кажеш. А прв пат кај мене се Градоначалникот и сите што не гледаат нас, сакам тоа, баре таа, не само таа улица, секаде каде што има проблем, значи да се решат со канализации, атмосферска вода и шахтите, ве молам, шахтите мора пијанечка да доаѓа редовно да ги чисти. Пошто гледате тука со булдожерират, на секоја поплава треба значи тие шахти да се исчистат од кал, од лист и од се што иде од озгора. Во овие ендици кои што најпојќе вода донесоа, во текот на вчерашниот ден и од Сабајле извадивме и телевизори, не знам, фрижидери, пластични гајби и така натаму, а тоа го нема донесено природата, него тоа од самите луѓе. Наитна вонредна седница советниците на Делчево донесоа одлука за прогласување на елементарна непогода, а комисија за проценување на штети ќе излезе на терен. Силно невреме вчера го зафати и Карбинскиот регион, а гром усмрти стадо овци. Инаку водостојот во сите реки е зголемен, а брана Калиманци е 5 сантиметри до прелив. Опасност од поплави нема.